Благодарам, председателе. Навистина, потребата за полициска станица во Бутел е огромна. И можеби на самиот почеток ќе поентирам со крунскиот доказ. А тоа е пред извесен период, тоест 22 мај, почитуваната колешка Славјанка Петровска, заедно со градоначалникот на Бутел Велимир Смилевски, ја посетиле полициската станица Бутел и во постот велат припадниците на МВР заслужуваат многу подобри услови за работа и затоа во наредниот период приоритет ќе ни биде изградба на нова полициска станица. И овдека исто така заедно со Смилевски се сликавте во пред една нива и кажавте дека тука е многу погодно место за полициска станица и така натаму, а сега го одбивате амандманот. Она што би сакал да го истакнам е тоа дека многу добро знаете, бидејќи бевте дел од Министерството за внатрешни работи, во Бутел има полициска станица која на прв поглед изгледа како напуштена станица од хорор филм. Условите за работа се катастрофални. И практично со ова докажувате дека немате апсолутно никаква грижа за безбедноста, практично бидејќи се работи за полициска станица во која што нема елементарни услови за работа на луѓето кои што треба да спроведат безбедност. Суштината на конзервативната доктрина, меѓу другото, е зачувување на редот и сигурноста, па како млад конзервативец, сакам да истакнам дека владата воопшто не обрнува ниту најмалку внимание кога е во прашање безбедноста на граѓаните. На некои од идните седници ќе се задржам, на собраниските седници ќе се задржам на оваа тема, ќе зборувам на ниво на држава, како стоиме со стапката на криминалот, меѓутоа сега би се задржал за Бутел, бидејќи не сакам да излезам надвор од темата. А практично кога се говори за Бутел, се говори на некој начин и за Скопје, бидејќи станува збор за голем дел од Скопје. Носам неколку фотографии од портали, од медиуми, и од прилика вака бидело тоа. Пукање во Бутел поради повредени 2 лица. Пукање на новиот булевар во Бутел. Тепачка во Бутел, нападнат малолетник. Пукање во Бутел, 1 ранет. Пукање во Бутел, нема повредени. Напад во Бутел со нож прободено 13 годишно момче и така натаму, и така натаму. Да, ви звучи како 20-тите во Соединетите Американски држави, знам, меѓутоа тоа е реалност. И дека СДСМ се експерти ВМРО ДПМН да го направат дека е практично партија, да направат практично партија која што ги подгрева меѓуетничките односи, прави тензии на тој план. Јас во оваа смисла би сакал да ви кажам дека нема вера ниту нација, туку секој кој што се занимава со криминал е криминалец, тука немам дилема. Во општина Бутел царуваат, особено во последниве 3 години, лихвари, дилери, насилници, филмски престрелки, локален рекет, заградување на државен имот исто како во најстариот период во праисторијата, како во камено време. Кој стигне си заградува државен имот и тоа секако дека ќе го искористам собранијава да го образложам во иднина, па може и вечерва, во детали. Она што е страшно е, овие криминални структури во голем дел се блиски на властите, што е на очиглед, бидејќи никој ништо не им може. Практично се како заштитени мечки. И од оваа говорница сакам да апелирам дека во иднина би требало оваа влада да се позанимава со состојбата во Бутел, па и на територија на градот Скопје, во однос на безбедност. Треба значително да ја подобри, бидејќи нападите на средношколци, например во автобусите, се секојдневие и голем дел од мајките се во страф. Меѓутоа, вие нели немате пари да направите ни полициска станица, камо ли да направите некој план за судир со криминалци, тоа не ви е тема.
Така да, сакам во оваа прилика да истакнам дека ќе бидам навистина присутен и секогаш ќе истакнувам безбедноста, особено на територија Бутевс, бидејќи од таму доаѓам и жестоко ќе се борам на оваа тема нормално од позиција на опозиција во овој период. Во иднина тоа би било малку поинаку. И со жалење на крајот би сакал да заклучам дека СДСМ практично, особено во општината од која што јас доаѓам, се солидаризира со криминалците. Едно време ви ги полни и штабовите. Така да, тоа ми личи, така ми личи тоа и се слуша низ градот, верувајте. Благодарам.